можам да кажам да кинотеката доста успешно се носи со овој дел, значи со дигитализацијата. Дигитализацијата во Кинотека на Македонија започна некаде 2011 година со дигитална реставрација на филмскиот опус на браќата Манаки. Тоа се изврши во лабораторијата во Будимпешта и ние како Кинотека сме многу задоволни како излезе целата таа работа. Значи, тоа се првите почетоци на Кинотеката со дигитализацијата. После тоа следуваше филмот Македонија во слики, документарецот на Арсен Јовков од 1923 година, снимен за 20 годишнината од Илинденското востание. Наредните години почнавме да ги дигитализираме филмските опуси на великаните на македонската кинематографија, како Столе Попов, Милчо Манчевски, Љубиша Ѓоргиевски, Бранко Гапо, Кирил Ценевски и останатите. Можам да кажам дека Кинотека во изминативе 12-13 години ги има дигитализирано околу 80% од македонските играни филмови. Но останатиот дел од филмовите, значи документарците, кратките играни филмови се уште не се дигитализирани. Наш план е во наредните години да ги завршиме македонските играни филмови и да почнеме со останатиот дел на филмови, така да оваа година ни се предвидени, односно до крајот на годината, треба да го дигитализираме играниот филм Мистон на Жика Митровиќ, филм од 1958 година. Пред тоа, значи пред тоа го дигитализиравме и филмот Писмо на Васил Христов, кој што беше премиерно прикажан на 27 октомври, денот на аудиовизуалната заштита. За наредната година во план на Кинотека е да се дигитализира играниот филм на Трајче Попов, македонска крвава свадба, и дел од анимираните филмови од 70-тите и 80-тите години на минатиот век на авторите Дарко Марковиќ, Боро Пејчинов, Петар Глигоровски, Михајлов и останатите автори. Во врска со дигитализацијата можам да кажам дека Кинотека неформалното оделение за дигитализација, кој што брои само 20 луѓе, одговара на задачите, но не може во целост да одговори на потребата од поголема дигитализација. До 2016 година неколку од нашите колеги беа на летна школа во Кинотеката во Болоња, која беше финансирана од Кинотека и од Агенцијата за филм. И тогаш неколку колеги се остручија баш за таа работа. После тоа се престана со обука на кадри, така да се надевам дека во наредниве години ќе продолжиме да испраќаме луѓе на обука за дигитализацијата, затоа што е многу битна во овој момент.